Методи Митев од кучани кој боледува од хередитарна параплегија и кој деновиве собираше помош од хуманите граѓани за потребната операција во Кина, упатува уште еден апел во врска со, како што вели тој, изнесените шпекулации во јавноста дека наводно тој си поигрува со граѓаните и си собира средства за други цели, а не за операција. Почитувани мои сограѓани, сакам да дадам еден апел јавно, да ви известам сите луѓе во град Кочани, дека во град Кочани се шпекулираат шпекулации за мене, дека наводно сум глумил, дека немам ја болеста, дека сум гледал да дојдам до некои пари, јас дека имам правено куќи и не знам ред други работи, така да дека документите се ми биле фалсификат. Еден апел до вас сите да не подлегнувате на тие шпекулации што ќе ги слушнете за мене. Стварно са ми потребни парите, стварно имам потреба да ги соберам парите, да идам за Кина на операција и да можем, како што ми гарантират од Кина, над 90% ми дават гаранција дека можем да застанам на носи. Шпекулациите, вели Митев, му направиле голем проблем. Резултирале со одбивање и повлекување на луѓето и фирмите кои досега финансиски му помагале, со одговор дека ја изгубиле довербата во него. Ова го потврдува и неговиот матичен лекар, доктор Јованка Алексова, која од почетокот на болеста е запознаена со неговиот проблем и состојба. Подобро да се снајде во оваа не баш благодарна ситуација, која што од шпекулации кои делуваат на неговата и психичка состојба, тој, значи, многу е со позитивна енергија, сега веќе ја губи таа енергија, која што, да кажам, скоро сам и со негова замисла ги организира сите овие хуманитарни дејствија. Кај него болеста се ширише многу брзо. Мислам, имаше болки, тоа, ајде, да не зборуваме за тоа. Само тој сам, значи со неговиот дух се бори да бара решение на оваа ситуација, а самиот контактираше со помош на други до Кина, добија добар одговор што му даде сила да се вклучи во организирање на овие хуманитарни акции и да ги собере сите средства кои што ќе му бидат потребни. Инаку Митев е благодарен и на државата што му ги пружила сите неопходни средства што го следуваат, помош за нега и мобилност, а пред неколку дена му била одобрена и инвалидска пензија. И понатаму се надева дека озборувањето меѓу луѓето нема да му наштети на неговата психичка состојба и во силата да може да ги собере потребните средства за операција.